Добар ден. Јавното претпријатие Водовод и канализација им дава можност на граѓаните без камата да го платат за останатиот долг. Ова е веста на денот. Во продолжение да ги погледнеме и денешните настани. Забраната за запирање возила за доставување стока останува да важи и по 31 март. Одбележани деновите на водата, со акцент на најмладите во Скопје. Децата и комунална хигиена во светот на екологијата. Општина Ѓурче Петров го враќа некогашното корзо. И по 31 март останува да важи забраната за запирање возила за доставување стока во потесното градско подрачје. Оваа одлука денеска беше изгласана на Советот на град Скопје, а градоначалникот Шилегов истакна дека одлуката останува да важи со истата цел, а тоа е да се намали загадувањето на воздухот. Град Скопје трајно ја воведува забраната за запирање возила за доставување стока од 7:30 до 18 часот. Оваа забрана, која требаше да има важност до 31 март, останува на сила со истата цел, односно да се придонесе во намалување на загаденоста на воздухот. Оваа одлука денеска беше донесена на Советот на град Скопје и ќе важи за оние субјекти кои се наоѓаат во потесното градско подрачје, а немаат свој простор пред објектот. Советот на град Скопје во функција на намалување на загадувањето и регулирање на сообраќајниот метеж во центарот на градот донесе одлука за дотурна роба, која што искуствено можевме да ја видиме и ние како град, меѓутоа и правните субјекти кои што ја дистрибуираат и примаат робата во централното градско подрачје. Оваа одлука има важност до 31 март, имајќи во предвид дека не пропадна ниту еден субјект и ништо страшно не се деси. Очигледно дека градот може да функционира со таков режим во таа функција, а со истата намена и цел намалување на загаденоста во градот и намалување на централниот метеж. Исто така на денешната седница беше усвоена и точката со која се излегува во пресред на барањето на голем број баратели за давање дозвола за вршење дејност паркирање, кои имаат поднесено постапка за приватизација на градежната парцела, на која правните субјекти се јавуваат како корисници, но е во сопственост на Република Македонија. Меѓутоа земјиштето е во фаза на приватизација, со што би се регулирало и плаќањето на комуналната такса кон градот. Покрај ова, градоначалникот Шилегов најави дека оваа година ќе се изврши прием на нови пожарникари, бидејќи во оваа дејност потребата е особено изразена. Согласно критериумите за минималниот број на пожарникари според бројот на жители, треба да изнесува 384, а моментално во бригадата за противпожарна заштита се вработени 214 пожарникари, што значи дека недостасуваат 170. Со тенденција нивниот број заради идни пензионирања и понатаму да се намалува, особено имајќи предвид старосната структура во бригадата. Шилегов нагласи дека планот во текот на оваа година е да се изврши обука на 50 пожарникари. Водата во Скопје нема да поскапи, а граѓаните ќе имаат можност без камата да ги подмират за останатите долгови. Ова беше истакнато на денешното одбележување на Светскиот ден на водите. Во организација на јавното претпријатие Водовод и канализација Скопје, градот Скопје и општините на територијата на градот, денеска започна одбележувањето на Светскиот ден на водата, 22 март. Во одбележувањето, главниот акцент беше ставен на најмладите, кои преку креативни работилници, подароци, песнички и раскази учеа за значењето и рационалното трошење на водата. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов по отварањето на настанот во основното училиште 11 октомври рече дека целта е преку символичен начин со најмладите да се сподели едукативно искуство за значењето на водата, при што додаде дека цената на водата во Скопје и натаму останува иста. Императивот на мој како градоначалник, императивот на јавното претпријатие Водовод е на граѓаните на Скопје по секое време да им овозможиме здрава и квалитетна вода за пиење. Внатрешните анализи кои што ги правиме финансиски во рамките на јавното претпријатие овозможуваат да граѓаните на Скопје не добијат поголеми сметки за вода. Директорот на јавното претпријатие Водовод и канализација Скопје Душко Весковски рече дека целта е преку едукативни игри да се покрене значењето на водата и заедно да се објасни дека градот има перфектно чиста вода за пиење. Весковски исто така информира дека јавното претпријатие Водовод и канализација од 1 април па во следните 2 месеци почнува со акција со која граѓаните ќе може да ги подмират своите долгови без камата. Сакам да ја најавам и акцијата која што имаме ние како јавно претпријатие во наредните 2 месеци
граѓаните на Скопје и нашите корисници ќе можат да ги подмират своите долгови без камата на рати, започнувајќи од 1 април се до наредниот месец. Креативни изработки од рециклиран материјал беа дел од манифестацијата Децата и комунална хигиена во светот на екологијата. Учесници беа ученици од училиштата и дечињата од градинките од сите скопски општини, а најубавите изработки беа и наградени. На школка во градскиот парк се одржа манифестацијата Децата и комунална хигиена во светот на екологијата, на која учествуваа ученици од училиштата и дечиња од градинките од сите скопски општини. Децата од училиштата има изложено креативни изработки од рециклиран материјал, а за нивниот труд беа и наградени. Првото место го освоија учениците од основното училиште Лазо Ангеловски, второто место од основното училиште Тефејус, а третото место им припадна на учениците од основното училиште Кочо Рацин. Дечињата од градинките се представија со своји еколошки точки, додека секое училиште имаше своји учесници во спортските игри, што се одвиваа со едукатори. На манифестацијата присуствуваше и градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов, кој рече дека подигнувањето на еколошката свест кај граѓаните, особено кај најмладата популација, е важен предуслов за заштитата на животната средина и околината во која живееме. Секое дете и секој човек има право на чиста и здрава животна средина. Децениската негрижа за животната средина доведе до уништување на заштитните подрачја, масовна сеча на дрвја, како и енормно загаден воздух. Шилегов нагласи дека градската администрација е посветена на заложбите за здрава животна средина и одговорно ги следи потребите на своите сограѓани, а идејата за организирање на овој настан е развивањето на еколошката свест, особено кај најмладите, а со тоа и зголемувањето на помошта од граѓаните за зачувување на животната средина, неопходна за здрав живот на сите. Постојната представничка на UNDP во Македонија, Луиза Винтон, истакна дека е среќна што денеска постарите имаат можност да научат од најмладите како да рециклираат и да ја зачуваат животната средина. Македонија има среќа што има прекрасна природа, животна средина, меѓутоа во исто време сме и сведоци кога истата се уништува со големи количества на ѓубре. И навистина ми е мило што денеска имаме можност да земеме инспирација од најмалите за тоа како треба да се рециклира отпадот наместо да се фрла во животната средина. Директорот на јавното предпријатие Комунална хигиена Абдусамет Шабани нагласи дека тие како предпријатие и во иднина ќе организираат работилници и предавања за најмладите и ќе настојуваат оваа манифестација да стане традиционална. Денешниот хепенинг представува само уште еден од низата проекти насочени кон едукација на најмладата популација како правилно да постапат со отпадот и да ја заштитат својата животна средина и нивното информирање за придобивките од селекција на отпадот. Резултатите се највидливи кога почнуваме со најмладата популација. Целта на овие настани е да ја подигнеме свеста на сите граѓани на градот Скопје за еколошки град, намалено ниво на загаденост, за почисто Скопје. Затоа бараме подршка од сите скопјани. Некогашното корзо во скопската населба Ѓорче Петров ќе им се врати на жителите од овој дел на Скопје. Мала чаршија со занаидчески дуќани и кафетерии е предвидено да се оформи на просторот за супермаркетот Тинекс. Општина Ѓорче Петров објави конкурс за избор на идејно решение за шеталиштето во Реунскиот парк Ѓорче Петров за дизајнирање на 4 типски монтажни објекти, за дизајн на урбана опрема и за дизајн на клупи, корпи за отпадоци и заштитни столпчиња. Општина Ѓорче Петров објави конкурс за избор на идејно решение за шеталиштето во Реунскиот парк Ѓорче Петров за дизајнирање 4 типски монтажни објекти, за дизајн на урбана опрема, улични светилки и канталабри, за дизајн на клупи, корпи за отпадоци и заштитни столпчиња.
Како што соопштија од општината, проектната програма е поделена во две групи од по 2 дела, при што заинтересираните субјекти може да учествуваат со по еден труд за секој од деловите на конкурсот. Со проектот некогашното корзо во Ѓорче Петров ќе им се врати на жителите од овој дел на Скопје, односно зад супермаркетот Тинакс е предвидена мала чаршија со занаидчиски дуќани и кафетерии и амфитеатрална бина на потегот кон улицата Ѓорче Петров. Архитектите треба да обрнат посебно внимание на сочувување на постоечките дрвени насади во овој парк, наведуваат од општината. Краен рок за предавање на идејните решенија е 13 април. Жирито ќе додели 3 награди. Првата во износ од 61.500 динари нето сума, втората награда во износ од 40.000 динари, а третата награда во износ од 20.000 динари нето сума и ќе откупи 3 идејни решенија по 7.000 динари нето сума. Идејните решенија треба да се одликуваат со функционалност и применливост. Дополнителни информации за конкурсот може да се најдат на веб страната на општина Ѓорче Петров. Продолжува проектот Грижа за возрастните, кој има возможува на старите лица да добијат нега и грижа од лиценцирани негователи, кои ќе ги посетуваат лицата 3 пати неделно. Аплицирањето ќе започне од 23 март. Од месец април општина Центар продолжува со проектот Центар се грижи за возрастните. Општината ги повикува сите лица пензионери, жители на Центар, од 23 март во петок, во архивата да ги донесат апликациите и неопходните документи. Апликантите или нивни блиски треба да поднесат фотокопија од лична карта, фотокопија од потврда за пензија и фотокопија од медицински документ за здравствена состојба. Пријавите ќе ги разгледува стручна комисија, која при изборот ќе води сметка за социјалниот статус, финансиската и здравствената состојба на лицето кој аплицира за помош. Со проектот ќе бидат опфатени 90 лица. Оние граѓани кои ќе добијат вакви субвенции, како и досега, првично ги посетува социјален работник кој ги нотира нивните потреби од медицинска нега. Потоа, земајќи ги предвид индивидуалните потреби на секој граѓанин, се одредуваат бесплатните услуги и помош која треба да му се пружи на секој корисник одделно. Лиценцирани негователи ќе ги посетуваат лицата 3 пати неделно. Оваа година е предвиден поголем буџет за проектот и на барање на граѓаните. Возрастните лица на располагање ќе имаат и физиотерапевт, медицинска сестра и психолог во зависност од потребите на корисниците. Да трчаме заедно со децата и за децата со Даунов синдром е мотото на овогодишната трета поред хуманитарна трка за децата со Даунов синдром, која ќе се одржи на 25 март во градскиот парк во Скопје. Собраните средства од самите пријави ќе се искористат за набавка на аудио опрема за дневниот центар за лица со Даунов синдром. На 25 март во 11 часот во градски парк ќе се одржи третата поред хуманитарна трка за децата со Даунов синдром. Трката е организирана од мечувалечки клуб Ескрим под мотото "И ние го можеме истото како и сите". Со овој настан, организаторот сака да ја подигне свеста за Даунов синдром, поттикнувајќи ги останатите спортски клубови да ги отворат вратите за децата да се вклучат во спортот и да им се обезбеди еднаков пристап до него како и за сите деца. За нив спортувањето е од големо значење, затоа што преку спортот ја развиваат моториката, координацијата, одржување на баланс и тонусот на мускулите. Сите овие работи се многу важни за нивниот понатамошен самостоен живот. Со спортувањето добиваат можност за социјализација и децата стекнуваат нови пријателства и се развиваат. Инклузијата дава исклучителни резултати во нивниот живот. Трката ќе започне од школка во градски парк и секој кој е заинтересиран да го охрабри и поттикне успехот на децата со Даунов синдром може да се пријави на трката на www.smartrace.club или да ја посети и поддржи истата со своето присуство. Собраните средства од самите пријави ќе се искористат за набавка на аудио опрема за дневниот центар за лица со Даунов синдром. Еднаш свет изградив е насловена новата представа намената за младинската публика во театарот за деца и младенци. Представата е во режија и текст на Јане Спасиќ, а инспирирана од романот Сидарта на Херман Хезе. Премиерната изведба на представата е закажана за на 21 март во среда од 20 часот. Театарот за деца и младенци ја најавува новата представа Еднаш свет изградив, која што е намената за младинската публика.
Оваа представа е дело на режисерот Јане Спасиќ, кој го напише и текстот за представата, а е инспириран од романот Сидарта на Херман Хесе. Авторот на представата, Јане Спасиќ, се обидува да согледа неколку поважни животни фази и да ги разгледа последиците на индивидуалните одлуки, преку семејната приказна за татко и син кои се среќаваат после долги години. Ние ставивме една наша приказна за татко и син, и едно нивно за еден син кој што доаѓа да го види татко му после подолго време и да разбере кој е татко му, зашто ги направил работите. Нарацијата е интересна во представата затоа што е многу динамична и постојано се преплетуваат светот на фантазија и реалност, што мислам дека е блиска до таа некоја си младинска динамика на примање на наративите, затоа што е многу побрза за целата појава на социјалните мрежи, така да мислам дека ќе им биде приемчиво и интересна и дека ќе можат да се најдат и тие во некој си свој однос према родителите, исто како што родителите можеби нешто ќе можат да разберат во однос на одлуките и, да речеме, водењето на воспитувањето на своите деца. Представата е работена низ заеднички експериментален процес со актерите Драган Довлев, Нинат Митевски, Наташа Петровиќ, Симона Спировска, Бојан Кирковски и младиот гостин 9-годишниот Михаел Стојановски, кој не соработува прв пат со режисерот. Драган Довлев, еден од актерите во представата и кој е толкува улогата на таткото, истакна дека на сцената не се пренесува делото Сидарта, туку се поставуваат прашањата отворени во овој роман. Додека пак Ненад Митевски, кој игра улогата на синот, истакна дека тој во представата се гледа себе си во ликот на својот татко. Ова е една приказна за еден постар човек кој што пред крајот на својот живот во некоја своја старечка болест, деменција, си замислува дека е Сидарта и си замислува дека го живеел животот на Сидарта. Инаку сите прашања што Хесе ги отвара во неговата книга се тука, во нашава представа. Прашања од типот кој сум, што сум, каков сум бил порано, што сум сега, што ќе биде со мене во иднина, каде се гледам себе си во иднина. Сите тие прашања се составен дел од оваа представа и тоа се, би рекол, крупни екзистенцијални прашања со кои театарот не само што треба, туку и мора да се занимава и да ги отвора. На крај сум задоволен со ова што го направивме, односно представата. Не знам, битна представа што зборува за тоа, за многу фази во животот, за како ги преживуваме тие фази, некогаш можеме да си го најдеме својот одраз. Например, јас во ликот што го играм во представата сум син на колегата Драган и во представата некако мојот лик ги гледа фазите некако пред време, односно се гледа во ликот на таткото. Со оваа представа се најавува и враќањето на младинската публика во театарот, како и повторното враќање на представите Нашиот клас и Заспаниот разум раѓа чудовишта. Односно, театарот среда како ден и терминот 20 часот ќе го резервира токму за младинската публика. Регулаторната комисија за енергетика одлучи да ја намали за половина динар цената на евродизелот и екстра лисното масло за домакинство. Малопродажните цени на евродизелот и на екстра лисното масло за домакинство се намалуваат за 0,5 динари за литар, а цените на бензините Евросупер БС95 и Евросупер БС98 остануваат исти и ќе се продаваат за 65,5, односно 67,5 динари, соопшти денеска регулаторната комисија за енергетика. Цената на евродизелот ќе биде намалена за половина динар и од вечерва наместо за 58 динари ќе се продава за 57,5 динари, а екстра лисното масло за домакинство наместо за 46,5 ќе се продава за 46 динари. Според комисијата се намалува и малопродажната цена на мазутот и истата изнесува 27,636 динари. Новите цени ќе се применуваат од вечерва по полноќ. Не очекува драстична промена на температурите. Се очекува студен бран да ја зафати Македонија.
Во Скопје, времето утре ќе биде умерено облачно со сончеви периоди и температури до 15 степени. Во среда температурите ќе достигнат од 6 до 13 степени, а во четврток ќе се движат во интервал од 0 до 5 степени. Во петок температурите ќе се движат меѓу -1 и 7 степени, а се очекува да заврне и снег. Во периодот од 9 до 14 часот утре без струја ќе бидат корисниците од улицата Милан Мијалковиќ во Пржино, а од 9 до 12 часот без струја ќе бидат корисниците од улицата Банско број 3 во населбата Црниче. Прекинато водоснабдување утре од 9 часот до санирање на дефектот ќе имаат и корисниците од улица Црвена вода во општина Центар, односно во населбата Дебармало. Со оваа информација ги завршуваме урбаните вести. Ви благодарам за вниманието. Довидување.